Драги мои, добър ден! Добре дойдохте в дълго очакуваната втора емисия от нашия веки познат квиз Гениалци. Ви ветуваме дека во денешната емисия ќе имаме уште повеќе забава, но помалку стрес и трема. Мене веќе ме знаете, јас сум Марко. Тука денес со нас е и нашата драга публика и нашето жири. Повелите, представете се. Јас сум Миша Недева, Јас сум Лилија Димова. јас сум Милија Нова. Јас сум Стела Чубарова. И сега го повикувам првиот тим да се представи. Добър ден. Как се вика вашият тим? Нашиот тим се вика Стрели. Отлично. Како се викате? Јас сум Љубица Стојанова и сум 8 оделение. Јас сум Тамара Николовска од 8 оделение. Како сте разположени денес? Супер. Отлично. Разумете си ги вашите места. А сега го повикувам и вторият тим да се представи. Како се вика вашият тим? Нашиот тим се вика Медија. Како се викате вие? Јас сум Драгана Трајкова од 8 оделение. И јас сум Александра Хаджиевска од 8 оделение. Трема имате или не? Не баш. Отлично. Само без трема. Победите. Благодарим. И почнуваме одма со првата рунда само после джинглот. Аплауз! Првата игра се нарекува скриен збор. Слушайте внимателно да ги слушате правилата. Правилата се едноставни. На таблата ќе прикажеме неколку букви и вие со тие букви треба да составите зборови. Секој точен одговор носи по 2 поена, а за оваа игра имате време од 45 секунди. Први одговара тимот на метите. Ајде да почнувате. Мислам дека математика. Тоа е точен одговор. Сега да го видиме одговорот на таблата. Зборот беше математика. За следниот збор први одговара тимот на Стрели. Почнуваме сега. Библиотека. Жири, дали е точен одговор? Одговорът е точен. Сега ќе го видиме на таблата. Отлично. А за следниот збор први одговара тимот на Мет. Времето помина, добиваат одговор тимот на Стрели. Население. Жири, дали е точен одговор? Тоа е точно. Одговорът е точен. И сега, за следния збор отговаря тимът на Стрели. Хайде, размислите. Ще малко време. Фотография.
Жри, дали той е точен отговор? Той е точен отговор. Сборът беше фотография и сега следно за следният сбор. Първи отговаря Тимът на Мети. Малко време. Времето изтече. Отговор добива Тимът на Стрели. Емоция. Жири, дали е точен отговор? Той е точен отговор. Сборът беше емоция и сега със следният сбор имат да отговарят Тимът на Стрели. Катя. Жири, дали е това точен отговор? Той е точен отговор. Сборът беше емпатия, а финалният сбор отговор добива Тимът на Мети. Документ. Жири, дали е ова точен и финален отговор? А той е точен отговор. Финалният сбор беше сбор документ. Сега да ги видим поемите. Групата Стрели има 10 поени за ова рунда, а Мети 4 поени. Отлично! Аплаус и за двата тима! И веднъж по джинглът следва нова игра. Айде да продължим с втората игра. Втората игра се нареква Мемория. Правилата следат вака. На таблата ще прикажем няколко полиния и вие с тия полиния трябва да ги повръзите с ликите, за да бъдат точни. Всеки точен отговор носи по 2 поема, а първи отговаря Тимът на Стрели. Айде да почнем! Айде да почнем! Еден и 5. Жири, дали е това точен отговор? О, за малко. Това не е точен отговор. Сега добиват отговор Тимът на Мети. Айде. 6 и 3. Жири, хайде да видим. Па си извинам, ама това не е точен отговор. Добивате ви отговор. 9 и 7. Да видим. Това не е точен отговор. Поверете. 5 и 9. Това е точен отговор. Отговор добивате ви. 3 и 7.
Айде, проверка. 2,8. Айде, жири. Това не е точно отговор. Айде, проверка. 1,8. И това е точен отговор. Проверка. Още 4 броя. 2,4. И това е точен отговор. Добивате отговор вие. 6,10. И това е точен отговор. Айде сега да ги видим поемите за втората игра. За втората игра групата Мети има 6 поени, а групата Стрели има 4 поени. Отлично! Навистина отлично! Аплауз и за двата тима! И без да се развлекуваме, айде отмah да продължим со третата и финална рунда. Ама, пощо по джинглот? Третата и финална рунда се нарекува Кой пръв? Правилата са много едноставни. Вие, как ще гледате, имате звончини. Аз ще ви прочитам прашение и после вие трябва да задзвоните на звончето, за да си дадете отговор. Право на отговор има тия, що ке задзвонят прави. Айде да ги видим прашанието. Айде, жири, първото прашение. Първото прашение гласи: кои се ахроматски бои? Църна и бела. Това е точен отговор. Айде, отмah со второто прашение. Къде живеел Моцарт? Повърте. В Германия. Жири, дали е това точен отговор? Това не е точен отговор. За малко. Кой пръв? Дали го знаете отговорът? Айде, жири, откриете го отговорът. Моцарт живеел в Австрия. В Австрия. Айде сега со третото прашение. Какви се спротивните страни на паралелограмът? Жири, кой ви направи? Айде, проверете. Тия са еднакви. Мол? Еднакви. Жири, дали е това точен отговор? Това е точен отговор. Айде отмah со четвъртото прашение. Добре. Кой е главен град на Франция? Жири? Главен град на Франция е Париж. Това е точен отговор и отмah со петото прашение. Пето прашение вели: колко полувременя има во еден фудбалски нападок? Жири? Това беше близко. Да. Стрели. Мисля, да Стрели. Айде. Има 2 полувременя. Жири? Това е точен отговор. Шестото прашение. Како се вика процесот кога водата преминува од течна во гасовита состојба? Преливамети. Поведете. Мол? Изпробвай. Тоа е точен одговор. Ајде, седмото прашање. Уште малко. Колку планети има во Сончевиот систем? 8. Тоа е точен одговор. Ајде, осмо прашање, а тоа гласи:
точен отговор. И крайното и финално прашање вака гласи. Кој е автор на романот Боја? Ако и двата тима немат одговор, ајде, тоа е точен одговор. Ајде сега да ги видиме бојката. За оваа рунда мети имаат 15 поени, а стрели имаат 12 поени. Одлично! Аплаузи за двата тима! И сега ќе завршиме вкупно, но со мала пауза да ги израчунаме поените. И тимот на мети вкупно има 28 поени, а тимот на стрели има 26 поени. Тимот на мети во оваа емисија победува, но баш толку близко за едни пусти 2 поена. Сега имаме награди. Честитки. За 2 поена, но тоа не е ништо лошо и ова се беше за забава. Чувствувате се слободно да учествувате и во некоја друга емисија. И, драги гледачи, тоа беше за нашата втора емисија на овој квиз. А вие, драги гледачи, следете ме, бидејќи ние спремаме некој изненадување. Аплауз и довидување!